Строги правила на однесување во заштитените зони, такси од оние што водат бизниси на планината, како и символични суми за влез во паркот. Овие се дел од проекциите за Шар планина, со незиниот очекуван статус на национален парк, а кој во разговор за Гласот на Америка ги истакна министерот за животна средина и просторно планирање. Прво што треба да направиме е, како што реков претходно, да го запреме лошото управување и уништување. Мора да го запреме создавањето отпад во природата и ќе почнеме со расчистување. Клучен играч во развојот се очекува да бидат тамошните села. Втората работа што треба да се направи е да се осигураме дека селата во рамките на националниот парк ќе добијат поддршка и инвестиции за инфраструктурата. Тие се клучните за ова. Тие се всушност оние што ќе го развиваат еко и алтернативниот туризам. Би се барале странски инвеститори, но главното партнерство би било со локалното население. Ке седнеме со сите засегнати страни, особено со луѓето што живеат во оваа област, за да објасниме какви активности се дозволени во секоја зона. Министерот укажува дека недостаток кај националните паркови во земјава е што немаат систем за финансиска самоодржливост. Погледнете го Маврово, Пелистер, Галичица. За жал тие го немаат приходот што треба да го имаат. Треба да земеме пример од меѓународните национални паркови и да видиме дека можеби има потреба да се воведат одредени такси. Вели дека економските оператори на Шар планина, како хотелите, не придонесуваат во менаџирањето. Смета дека тоа треба да се смени. Мојот предлог е во иднина економските активности што ќе се случуваат да придонесуваат во финансирањето на националниот парк, бидејќи тие ги користат природните ресурси на паркот за привлекување на нивните клиенти. Новитет би било и воведување влезница за посетителите, која на почеток би изнесувала околу 1 евро. Не зборуваме за големи суми. Ке почнеме постепено, со нешто што би било како солидарен придонес од страна на секој граѓанин. Ова ни припаѓа на сите нам и за да се менаџира би требало секој да покаже индивидуална одговорност. Промените би се одвивале постепено, а би вклучиле и пошумување и запирање на дивата сеча. Ке работиме на долгорочен план. Секако ова нема да се случи во следните година или две. Грижата за природата е долгорочна стратегија за идните генерации. Да имаме одржливо користење на природните ресурси, а не се да биде исечено. За прекршување на правилата, очекувани се и пенали. Сепак, тоа допрва би се планирало. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.